Така е, нашиот гостин веќе е позициониран во аголот за гостија. Нашата Ирина го пречека активниот пензионер Павле Рибарски. Господин Павле, добре ни дојдовте. Добро да ви најдов и ви благодарам на вниманието и ја поздравам целата екипа што ми овозможивте да бидам представен и да кажам за својата биографија нешто и за моето творештво. Браво. Вие сте ни ветер во грбот, да знаете дека ние многу се радуваме на нашите пензионери, а имаме цело семејство пензионери од другата страна кои што ги слушаме секое утро, ама вие денеска ќе не охрабрите и ќе ни кажете дека во секоја доба има убавина и смисла да се живее секој еден ден. Апсолутно точно. Така, повелете. Сузе, благодарам за оваа преубава најава и многу убаво кажано, трето убаво доба. Ова утро, почитувани, во рубриката Трето доба е нашиот и ваш утренски гостин, господинот Павле Рибарски. Роден е во Штип, има завршено филозофски факултет, психологија, индустријска психологија во Љубљана и има постдипломски студии во Марибор. Морам овде да кажам дека во Љубљана ја запознава својата животна сопатничка, неговата сопруга, Словенка, така, која што си ја носи овде во Македонија и веќе долги години живеете заедно. Пред 2 години имавме 50 годишнина од брак. Така, од брак. Браво. Значи, како се вика Сузе таа свадба? Златна свадба. Да ви се множат годините во љубов, во слога, разбирање и да сте здрави и живи. Вие сте активен пензионер, работевте долги години во Металски завод Тито и работевте околу 20 на години за владата на Република Македонија. Веќе некој отприлика 15 години сте во пензија, сте пензионер, меѓутоа активен пензионер. Еве сите овие книги кои што сте овде, ова се дел од вашите книги. Да. Имате 8 вкупно книги. Се она што вие си го пишувате во слободно, односно сега имате слободно време кога сте пензионер. Покрај тоа сакате и да патувате, одите на интересни патувања, иако имате, не кажуваме колку години, да кажеме 81 година, да сте ни здрави и живи. Благодарам. Еве вака, сега за почеток би сакала вашата рутина, утринска рутина. Како ви започнува утрото, како ви започнува денот, како ви тече еден пензионерски ден? Пред неколку година вежбав тибетански вежби. Секое утро. Тие тибетански вежби се прекрасна активност во утринските часови. Ти дават енергија и те оспособуват за денот да го минеш подобро. Меѓутоа, во покасните години од животот, после една операција на хернија, нешто кога вежбам се иритира внатре во организмот и морам да прекинам. Затоа сега имате прошетки, така? Сега пешачам, наутро 1 саат и навечер преспиење 1 саат. Браво. И тоа е приближно околу 5 са бајле, 5 километра при вечерината од денот. Тоа ве одржува во кондиција, така? Тоа е, мислам, мора да се движиме. Ако легнеме, готово е. Да. Вие, таман работа, вие и патувате заедно со вашата сопруга. Ако сте во оваа трето доба, имате интересни патувања. Веќе тук, еве и дел од патувањата. Ова е во Мароко, мислам дека минатата година, така заедно со вашата сопруга и керка. Благодарение на мојата прекрасна керка, успешен спортист, 15 години беше првак, државен првак во карате, има интернационални признанија, дипломи, медали, пехари, била во Тенерифе со бронза, била во Шпанија, во Полска, на Светска универзијада има златна медалја, по целиот Балкан со преко 100 медали има за своите спортски денови. Так, и благодарение на керката го шетате светот. Благодарение на керката, али таа е денеска успешен стоматолог. Так. На работа е во Марибор, добро згрижена, успешна кариера докторска и признат стоматолог во Словенија. Так. Сега
Вие покрај тоа што еве видовме фотографии од вашите патувања, ова се и фотографии кои што во моментот од вашата промоција на вашите книги. Кажавме дека дел од овие книги овде донесовте. Кај нас ќе почнеме полека да ги представуваме книгите. За почеток сакам да ве прашам само што ве мотивира? Што е она за што најмногу пишувате? Од каде ја црпите идејата, инспирацијата? Што ве она што ве провоцира да пишувате? Па знаете, кога ќе се оддалечите од родниот крај на млади години и се најдете во непозната средина и кога целата енергија даете, да речеме во мојот пример, на студирањето и да ја завршам целта, да дојдам до целта, да станам стручен човек. Во темните часови, во ситуациите на животот, некои натрешни чувства те облеваат, те вознемируваат и се прашува што е сега таму доле, таму на југ. И секогаш кога патуваш до родниот крај, некаде од половина пат почнаш да стануваш немирен. Ти се крева либидото, почнуваш да ја сакаш татковината. Значи носталгијата, така? Носталгијата, работи, ровари во крвта. Така. И тие состојби оставија впечаток во мојата свест, во мојата интима, и кога после кариерата која ја завршив, добив потик да нешто оставам што ќе остане позади мене. Да. Прво беше чувствата за мојата држава, која постојано е во некоја состојба недефинирана. Постојано борба за докажување на народот за својата припадност, за својата љубов кон таа татковина и борбата што се води за нашата слобода и за нашиот просперитет. Да. Токму тоа ќе почнеме од оваа книга, иако бевме договорени на крај, ама да не немаме време. Ова е вашата последна книга, која што се вика Кралство без напишана историја за Пајонија, односно Пеонија. Оваа книга е скоро излезена од печат, а јас сега само сакам исто така додека разговараме да си вклучиме двајца гледачи, ќе доделиме две книги, по една ама ќе ја доделиме оваа книга Штипски и љубљански носталгии. Многу убава и интересна книга, поезија, станува збор за поезија. Ајде сега малку збор два за оваа ваша последна книга. Мотивот за оваа книга ми дадоа неколку книги што ги читав за Пајонија. Тоа е монархија, односно македонско, односно Пајонско кралство, кое во нашата свест, во нашиот образовен систем не е презентирана. Нашите деца, нашата популација не е запознаена со тоа кралство, а е толку многу долговечно. Од палеолитот, од неолитот, од мезеолитот, бронзената доба, железната доба, раната антика, средната антика, доцната антика. Тоа живеело. Прво била племенска заедница, како камениот човек, со камени алатки, па се развивала и станала прекрасна монархија со своји кралеви, со свој култура и со своја територија. Меѓутоа, нашата наука до сега таа работела и денеска работи активно на расветлување на тој епохален период, за да се дефинира и да најде свое место во историјата и образовниот систем. Меѓутоа, до денеска на некој начин е затајувано тоа кралство, таа монархија, и оваа книга е апел да се прекине молкот, да ја збогатиме нашата историја со уште една
со уште една значајна творевина, уште со една значајна монархија која ние не ја познаваме. Може би во светски разбири е поприсутна. Да. Од режија ми јавува дека веќе имаме гледачи на линија, да не чекаат гледачите. Ке кажам добро утро. Добро утро. Еве, вие сте наша прва гледачка во овој дел. Ќе ви подариме една книга Штипски и љубљански носталгии од Павле Рибарски. Ке може да дојдете во просториите на телевизија Алфа да си ја подигнете вашата книга. Ви благодарам за јавувањето. Ако имаме уште еден гледач, еве имаме, да. Добро утро. Добро утро, Ирена. Добро утро, Виолета, како сме? Одлично утрово. Да. Мило ми е што ни се јавивте. Не сме се слушнале барем со мене поодамна. Да. Еве оваа книга оди во вашите раце. Штипски и љубљански носталгии од нашиот гостин, пензионер Павле Рибарски. Благодарам многу за јавувањето и оваа книга ќе се договориме, вие ќе ви ја дадам јас, не мора да доаѓате овде, бидејќи тука во близина и живееме. Ова беше последната книга, така? Кажавте дека првата книга е, да не ја погрешам, Джидимирци. Ова е место кое што се наоѓа, ќе кажете поточно. Джидимирци е некогашно село. Се наоѓа северозападно на левиот брег од реката Вардар, северозападно 20 километра од градот Неготино. Кој што веќе не постои. Така. Селото прв пат е евидентирано 1517 година во турските тефтери. Од тогаш живеело до 1968 и 1971 година во целост е иселено и разрушено. Како објект останато е само гробиштата, селските гробишта во таа локација селска што се вика Джидимирци. И вие пишувате поезија токму за ова? Тоа е една трогателна приказка. Во тоа село се доселува Ристо Витанов Патрикот пред Илинденското востание, а за време на Илинденското востание се крие во ова Джидимирци, бидејќи бил учесник и симпатизер на Илинденското востание, се плашел од турските власти да не биде откриен и затворен. Затоа се преселил во Джидимирци и тука создава свое семејство, своја фамилија. И само нешто ќе кажам. 1931 година во кралството Југославија му се раѓа керка. Тој жеден за таа наша Македонија да биде некогаш слободна, ја крсти керката Слобода. Ете така. Слобода со свилен конец на барјаците испишена. Тоа е во песната напишено. Тоа е во оваа книга, Да. вашата книга Комитата и керка му Слобода. Така, тоа се преубави песни, патриотски песни. Се гледа дека имате голема носталгија кон вашиот роден град, кон Штип, така? Отидени сте од Штип. Кога го напуштивте градот? 63-та после земјотресот. До 70 и некоја тамака. Ја редовно ги завршив студиите, али како абсолвент малку си дадов. Да. Имате многу песни напишано во овие 4 книги, уште 4 кои што ги немате донесено. Еве оваа книга што ја подаривме на нашите двајца редовни гледачи, ќе сакам еден дел да прочитам. Пишувате за Карамфило моме. Да, таа наша најсакана македонска песна. Ете така. Карамфило моме, македонска убавице. Народот од твојата убавина направи легенда. Гордост македонска. На веселбите слави, борците за слобода во марш те опеваат. Патиштата и планините ечат.
Немокните на нозе ги креваш, се радуваат. Карамфило моме, во срцето ја носат. Комшиките карамфил носеа, ама не мирисаа. Од завис на твојата убавина. Сите нечестности кон тебе ги насочија. Им пречи сенката твоја раскошна. Карамфило фило моме, гордост македонска. Еве, отприлика вакви песни ке имате можност, почитувани, да читате вие овде кои што ја добивте оваа убава книга, Штипски и љубљански носталгии. Имате ли нешто да кажете, некоја порака до вашите пензионери кои што не гледаат во моментов? Еве, некој поттик, некој мотив да им дадете како да живеат, како да ги поминуваат пензионерските денови? Многу е зависно од здравствената состојба. За оние кои имат малку здравје во себе, мора да бидат ментално и физички активни. Ментално, за да мозокот, да се тренира мозокот, а физички за целокупната здравствена состојба и телото, мускулите, а и жишниот систем. Без активност, со лежење, не се врши работа. Да. Мора да има и социјално дружење, а мора да има некоја си медитација и представување на свартување кон себе, кон својата личност и кон своите способности. И тие способности колку е можно повеќе да се експлоатират. Пишувате ли нешто во моментот? Работите ли на некоја, можеби, нова книга? Работам на продолжение на кралството со ненапишана историја. Кралство без напишана историја. Да. Некој втор дел, ама многу е темата обемна, многу е деликатна и малку ќе потрае уште тоа да се оформи како интелектуален труд. Така. Да, секако. Што искористам малку време, бидејќи навистина е, речи си, невозможно да ова како комплимент ќе го сватите, се разбира, предпоставувам, човек во својата веќе раситнета 9-та деценија да изгледа вака витално, како што изгледате вие, секоја чест, и бидејќи на почетокот ги споменавте тибетанските вежби, кои не се никаква невозможна мисија за секој еден човек кој што ќе реши да навлезе во оваа филозофија и да ги практикува, да се обиде. Јас од она што имам читано, слушано и понешто и малку практикувано, знам дека за почетници е добро до 3 пати да се повторуваат тие 5 тибетански вежби, па да се наголемува на 5, на 7 до 21 пат. До 20, тачно. Колку време вие ги практикувате и на кој начин? Па ја 10 години ги вежбав. Одев и на јога, вежбав и јога. Дали секое утро го правите тоа? Секое утро. Дали го правите тоа нагладно и дали го правите со некој ритуал? Апсолутно нагладно. Претходно мора малку да биеш загреан физички, за да може, ути има тамо многу виткање. Али и самите вежби, прво е вртењето, па после мислам, тие 5 вежби се легнува на подот, па се подигнуваат нозете под прав агол, така. Па после на колената назад се втегнуваш, па после се седнува и се прави дака како мост, тоа се вежба и на крајот се прави како една вежба од јогата, како како учени, како ја викаат, Тоа се 5 вежби. После тоа мора малку медитација да се смириш, одреден период да мируваш и концентрацијата да ти биде во натрешноста своја. Да, бидејќи ја споменавте јогата, предпоставувам дека не сте вегетаријанец, така? Вегетаријанец не сум, али за време на вежбањата мораш да имаш некоја осмислена диета, да не претеруваш со Значи, храна. балансот, умереноста во се е клучот, така, нели? Апсолутно. Баланс меѓу телото и умот, така. Па, без тоа, тие се поврзани како еден организам се. Во еден организам. И телото, и зависни еден од друг. Да. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам на вистина. Благодарам и на вас, на целата екипа. Сите ве поздравувам и пожелувам
успешна работа и успешна презентација на све што е македонско. Така е. Така И е. јас ви Се благодарам надевам дека навистина. бевме мотив, Сузан, или на Па верувам дека пензионерите. успеавме да поттикнеме многу луѓе кои што ги наближуваат овие години, може веќе и ги живеат вашите години. Секоја чест уште еднаш ќе кажам дека за мене не постојат стари и млади луѓе, за мене само постојат луѓе кои се уморни од животот и луѓе кои никогаш не им е доволно секој ден да си зададат нови предизвици, нови цели и да си го зграпчат максимално денот, бидејќи овој живот е краток, за да го поминеме во очај, за да го поминеме во тага и да го поминеме во враќање назад во минатото, бидејќи минатото нема ништо ново што да ни каже.